Видите, широка трансмисија, јас уште ланската година кажав дека ние сме влезени во таа фаза на широка распространетост на вирусот. И токму поради тоа, јас малце сум и револтиран на некои наши колеги кои ни се претпоставени, кои не опторетуваат со правењето на анкети, односно со административни мерки, кои едноставно не даваат никакви резултати. Кога сте во фаза на широка распространетост на вирусот, нема тука вие што да барате кластери, да правите анкети, да се малтретирате вие и луѓето, да губите драгоцено време и да ги трошите ресурсите на административни работи кои не носат никакви резултати. Значи, што ме широко распространетост на вирусот, на нас ни се потребни што повеќе да агитираме, да апелираме, да едуцираме за почитување на превентивните мерки и колку толку да внимаваме, да вршиме сентинел надзор, особено сега во училиштата, каде што рековме, таа ни е таргет групата, и таму да ги насочиме сите ресурси, сите можни капацитети, да следиме што таму ни се случува и да превенираме колку што можеме повеќе, додека процесот на вакцинација не ни се омасови, бидејќи гледам тука некоја линија на стагнација. Зошто е тоа така, ќе видиме, ќе направиме анализи, меѓутоа во моментот проблемот е таму, односно ќе биде таму и сите ресурси мора да бидат насочени таму. Тоа е широката распространетост на вирусот, едноставно кажано го има насекаде. Го има насекаде и тука нема дискусија, значи нема сега ние што да бараме дали некој од овие што се граѓани во моментот кои поминуваат тука, дали се заболени или не. Не знаеме, значи може да биде секаде. Ако не пројави симптоми, како ќе знаеме ние дека тој е преносител на вирусот и може да инфицира друг. Значи ние треба да апелираме да тие граѓани ги почитуваат заштитните мерки, како што гледат си носат маски и едноставно, се придржуваат кон препораките, кои се препораки за секаде во светот, не само во Република Северна Македонија.